Добре дојдовте во новото издание на Форум Импакт. Јас сум Стефче Дечев. Во денешното издание на овој подкаст имаме исклучителна личност, значајна за нашиот медиски проект Импакт Медија, кој што е медиски директор на Југоисточна Европа и Балкан на меѓународната медиска организација Reach Beyond. Тој доаѓа со големо искуство од медиските проекти и со разни креативни форми, стои зад организацијата на Божикниот концерт во Хрватска и едноставно како наш ментор и соработник значаен, затоа велам за да ни долови што се случува на полето на естрадата, на полето на уметноста, на медиската организација во Хрватска. Ќе разговараме како се создава музика со порака, што значи продукција со високи стандарди и зошто е важна уметноста да го задржи својот духовен и општествен интегритет, посебно во време кога се комерцијализира или во оние значајни маркетиншки трендови. Посебно внимание ќе одвоиме во овој подкаст и на божикните проекти во Хрватска кои што тие ги изработуваат, вклучувајќи го и нивниот божикен концерт, кој секоја година обединува уметници, медиуми и публика во духот на љубовта, надежта и заедништвото. Велам добре дојде за господин Марио Часни од Хрватска и навистина ми е големо задоволство да сте наш денешен гостин. Добро вечер вама, било ми е задоволство ми е бити ту со вама. Така, ќе разговараме на македонско-хрватски јазик, верувам дека нашите гледачи ќе успеат да разберат, некаде ќе додадеме и титлуван текст за полесно нели да се разбере пораката и она што ќе го разговараме со вас. Како си поминувате овие денови во Македонија? Како е да се буде у Македонија? Нисте ни били, мислим да околу 2 години. 2 години е прошло kad sam bio zadnji puta ovdje, a svakako je opet zadovoljstvo biti tu u Skopju, biti sa vama u Velesu i evo imati priliku da ja sudjelujem u jednom podcastu, dakle prvi puta kao gost. Така, јас кога ги гледам вашите медиски проекти, навистина сум фасциниран од продукцијскиот момент кој што го изработувате, знаејќи ве лично вас, целата таа организација, машинерија што стои позади организацијата, посебно на Божикниот концерт, е навистина нешто на кое што можеме да се восхитуваме тука во Македонија. Верувам дека можеби дел ке пренесеме како искуство и кај нас. Па би сакал денешниот разговор да го започнеме со прашање што за вас значи поимот музика со вредности? Pa za mene je to prvenstveno glazba koja ne bježi od istine. To je glazba koja nosi radost, ljubav, ljepotu, svjetlo. To je nešto što proizlazi iz duše. Glazba koja nakon slušanja ostavi slušatelje malo boljim ljudima. To ne znači nužno da ta glazba mora biti duhovna, ali ta glazba mora imati srce. Так, ние сме преокупирани некако со влијание на музика која што во последните години би рекол ги изгуби оние музички вредности. И затоа ми беше ова прашање значајно да добиеме одговор, затоа што пораката што се пренесува, текстовите кои што се пеат, се далеку од некоја вредност, далеку од нешто кое што би требало да се земе за пример. Така да благодарам нели за овој ваш одговор. Може ли сега музиката која што рековме со вредности да допре до пошироката публика, посебно кога имаме време на комерцијални трендови кај нас? Vjerujem da može. Vjerujem da će uvijek moći. Ali radi se o tome da publika treba prepoznati autentičnost. I kad se nešto napravi sa ljubavlju, kad to proizlazi iz srca, kad nema kalkuliranja, onda ljudi to osjete. I takva glazba koja proizlazi iz srca, ona nadilazi samo tonove. Ona povezuje ljude na dubljoj razini. Čak i oni koji se ne povežu u prvu ruku sa duhovnim temama te iste glazbe, oni je osjete na dubljoj razini i to je ono što tu glazbu čini posebnom. Така, јас кога ја слушам, еве на 2 пати имав можност да бидам и како менаџер на хотели во Хрватска, ми не достига вашата музика и некако сметам дека кај вас има музика која што
треба да го земеме како пример. Можеби немаме ние некоја голема присутност на хрватската музика, можеби имаме препознатливи ликови. Ние кај нас ги знаеме еден Петар Грашо, Дорис Драговиќ, потоа Оливер го имаме, така, имаме, еви, Северина ни беше пред 2 недели на Велешката питијада, но сепак имате ли пример на песни кои што, или проекти кои што се кај вас, кои што особено имаат силна духовна порака и силни духовни вредности во себе? Da, najviše me se uvijek dojmio svaki onaj projekat koji je povezivao ljude na jednoj duhovnoj razini. To su oni projekti na kojima se ne sudjeluje samo ekspertizom, nekakvim znanjem, već to su projekti u kojima se ljudi povezuju na dubljoj razini. Tada kad se dogodi taj trenutak, kad ljudi onako počnu pjevati iznutra, kad počnu pjevati svojim srcem, kada se osjeti ta vibra, to je onda projekat koji bi bio poseban projekat. Tak. Nekoja pesna da li imate što bi možele da je spomnete? Pa evo, bilo koja duhovna pjesma koju mi radimo za Božić, u toj konačnici nama je jednako takva. Ние во текот на емисијата ќе пуштиме некои видеа од проектите кои што ги работите, така да и за нашите гледачи ќе биде добра можност да го погледнат и продукцијскиот дел на Божикните концерти. Минатата недела се случи да бидам во Финска, во Лапланд, земјата која што е позната за Дедо Мраз, и би рекол дека беше интересно искуство, детска радост да се биде во земјата и куќата на Дедо Мраз, но на пример тој е еден фиктивен лик, цртан лик, кој што од 1929 година преку маркетиншките моменти, посебно на Кока-Кола, беше издигнат како фигура значајна за Божик, а е инспирацијата од Свети Никола, кој што бил човек кој што помагал со христијанска вредност. И сега таа инспирирана приказна од Свети Никола што имаме во минатото, низ годините се претворила да создаде еден глобален символ како Дедо Мраз, кој што сега е значајна улога за Божик, да речеме. Луѓето го забораваат можеби Исус, раѓањето на Исус и првенствено го имаат Дедо Мраз. Затоа сега нашиот разговор би го префрлил на тема што за вас лично представува Божик, како Божик еве се прославува во Хрватска овој период, што мислите денеска како може да се слави како вистински христијански празник? Božić je za mene uvijek predstavljan poseban trenutak u godini kada se sve nekako zaustavi i kada svijet postaje mekši, topliji, tiši, svečaniji. Ali možda Božić za mene osobno je nešto ipak puno dublje. To je dan kada shvaćam da Bog postoji u stvari vrlo blizu mene. Da je to dan kada on nije daleko od mojih slabosti, od mojih padova, od mojih nesavršenosti. On je jednako, to je trenutak u kojem se osjećam jednako ranjiv kao i to dijete koje je došlo za sve nas koji živimo na ovom planetu. Ta misao je uvijek nekako misao koja otopi moje brige. To je poseban period u godini i meni je zbog toga izuzetno drag. Така, мене ми е наистина исто значаен и како празник и затоа велам Божик секој ден, затоа што сакам со магијата што се вели со она што го носи Божик и Великден да се живее секој ден, дури самиот Христос и Библијата нели не повикуваат да живееме со таа радосна вест секој ден. Како во вашите проекти настојувате да истакнете таа духовна димензија на Божик? Da, u svakom od tih projekata pitamo se kako ćemo dotaknuti nečiju dušu. Projekti ovog tipa nije ključno snimiti tehnički najispravniji savršeni kadar, već je daleko važnije kroz taj kadar prenijeti onu poruku koju muči svakog čovjeka, a to je što je u stvari smisao Božića i što je ono što mi želimo pokazati ljudima, da to ljudi osjete na jednoj dubljoj razini osim perfekcionizma, blještavila, radosti, da li tu ima nešto više za nas. I upravo zato što za naš tim postoji
dublja istina, dublji smisao, zato što razumijemo zašto je Krist u stvari rođen na ovaj svijet, to nam onda čini veliku radost. I tu istu radost koju imamo međusobno kao tim, onda želimo podijeliti sa svim drugima. Така, музиката е она што го носите во вашите проекти и ќе спомнем и некои од другите проекти кои што ги имате, но дали публиката, како гледате на тоа, дали публиката денес ја препознава таа разлика помеѓу комерцијалниот и духовниот приказ на Божик? Јас пред малку го спомнав оној комерцијален лик кој што го познаваме, нели, посебно кој што е препознат од 1929 година, кој што го гледаме на сите Божикни реклами, може би, или кои што глобално веќе прерасна, нели, како познат Дедо Мраз, но сепак дали луѓето успева да ја препознат таа разлика помеѓу тој комерцијален и вистински Божики? Prepoznaju, ljudi prepoznaju to i prepoznaju to vrlo brzo, odmah gotovo. Zato što su ljudi umorni od blještavila, od umjetnih vrijednosti, od nametnutih bitnosti što je u ovom svijetu danas sve jako postalo relativno. Ljudi traže autentičnost i traže nešto što će ih ispuniti iznutra, ne samo izvana. Ako osjete toplinu, ako osjete iskrenost, onda je to nešto što u čemu ljudi žele sudjelovati. I žele to u stvari i u svom životu, žele i u svom srcu. Tako da je današnji čovjek u takvoj situaciji kad više nego bilo što traži istinu, a ne samo spektakl. Так. Предлагам сега еве како вовед во вториот дел од разговорот, првенствено да погледнеме дел од концертите Божикни кои што ги организирате, па ќе се вратиме да поразговараме во студиото и за нивната организација. Може. Prenoći svoje stado, pastiri čuvali, da odjednoga nebu su svjetlo vidjeli. Vidi, kaže cijelu svijetu, preko planina posvuda. Vidi, kaže cijelu svijetu, da Isus rođen je. Tu sam da te slavi, da ti se pokloni. Tu sam da ti priznam, ti si Bog. Samo ti si vrijedan, samo ti si slavan, predivan si u životu mom. Еве не повторно назад во студиото, разговараме со господин Марио од Хрватска, од медиската организација Reach Beyond. Сега во вториот дел од разговорот, откако погледнав мисечок од Божикните концерти кои што ги организираат во Хрватска, би сакал да ве запрашам, може да ни откриете како целиот процес изгледа за подготовка на еден Божикен концерт од идеја до изведба. Pa ovo je zanimljivo pitanje zato što možda različito od nekih drugih produkcija, kod nas sve započinje sa jednom mislju, jednim pitanjem. Gospodine, što želiš da ljudi čuju ove godine? I tek kad odgovorimo na to pitanje, tek kada imamo, povezani smo u jedinstvu, u jednom duhu, tek onda kreće kreativni proces. Odabir pjesama, dizajn svjetla, vizualni identitet, odabir glazbenika, pjesama, repertoar, znači sve to dolazi tek onda kasnije. To su sati i sati planiranja, uvježbavanja, jedna strana je samo zbor, druga strana je produkcija. Produkcija ima sama po sebi jako složeni proces koji uključuje ponekad i do 30 ljudi u produkciji, dakle bude više ljudi nego što bude u bendu. Tako da je to sve skupa jedan složeni proces koji traži i velike resurse, i dobru organizaciju, i financije, i onda na kraju sve to skupa može stvoriti i sadržaj koji je eto gledljiv. Кога спомнавте колкава екипа стои позади тој Божикен концерт, како би го пишале тој тимски труд во продукцијата од музичарите до техничарите и медиумите, бидејќи и самите спомнавте, нели, дека она што е позади бината е повеќе некогаш и од она што е на сцена. Pa u biti sve počinje zajedno, dakle nisu odvojeni timovi. Prvo je zajednički tim u kojem sve ovo o čemu sam pričao malo čas planira,
A onda tek kad se uspostavi ovaj zajednički duh i kad ima zajednički cilj, kad shvatimo što želimo reći, što želi Bog govoriti kroz nas ove godine, ovog Božića, tek onda se razdvajamo i svako ide svojim poslom. Zbor uvježbava dugo, a medijski tim planira kako će to izvesti. Znači, koji kadrovi planiramo, koje tranzicije se događaju, moramo znati točno ko ima kada, koju solo dionicu, pa imati spreman kadar i za tako nešto. Obzirom se sve snima uživo, gotovo da nema postprodukcije i to što se snimi, to ide isto tako na televiziju. To je to. Jedan take i to je to. Така, бидејќи на почетокот на разговорот спомнавме музика со вредности, колку е важно музиката да има порака и вредност, особено во божјиниот контекст? За нас кои стварамо читав тај садржај, оно е сама порука е од најважнije vrijednosti u stvari. Mi možemo napraviti stvar savršeno tehničkim, ako imamo takve uvjete, možemo imati vrhunske montažere, vrhunske snimatelje ili režisere. Međutim, ako tu nema jednog jedinstva u duhu, ako tu nema ljubavi, onda tu u biti mi nemamo nekakav sadržaj koji vrijedi. Так. На почетокот исто споменав дека за мене хрватската естрада представува еден добар пример. И за разлика од кај нас, можеби имаме прекрасни изведувачи, прекрасна музика, но некој застој, би рекол, моментално. Немаме продукција на познати музички хитови, ние го имавме Тоше, Каролина. За среќа Калиопи се уште ни создава квалитетна музика, што е прекрасно, но доста од музичките ликови во Македонија ни изостанаа. Сега, како би опишале актуелната ситуација на хрватската естрада? Hrvatska ima dosta talenata, međutim, mislim da su ovi mlađe generacije nekako pod pritiskom trendova i onda se stavlja forma iznad samog sadržaja koji bi mogao biti vrlo dobar. Radi se neki pomaci, otvaraju se nekakve nove mogućnosti za mlade snage, posebno sada recimo kroz nekakve religijske skupine, ili vjerske skupine bi bolje bilo tako reći, gdje se stvara jedna potpuno drugačiji žanr koji do sada nije bio mainstream. Otvaraju se različiti festivali i koncerti koji se, ja iskreno nadam, će iznjedriti nekakve nove izvođače i nove umjetnike koji će onda moći promijeniti ne samo glazbenu scenu, nego i onaj drugi dio, ono duhovno. Така, осим овој божични проект кој што радите ви, кои други, рецимо, концерти су добар узрок у Хрватска? Pa ima jedan projekat koji se razvija sad već niz godina preko glavni organizatori Laudato televizija, a projekat se zove Progledaj srcem. To je projekat koji okuplja 1000 ljudi koji dolaze na koncerte, mislim da su i 10.000 ljudi u igri. Evo, prošli tjedan je baš završen projekat koji je jednako tako sniman u Rijeci i to je jedan veliki projekat, veliki koncert i festival. Doduše, to je okupljanje publike, a ne samo promocija nekakvih novih snaga. Međutim, upravo sam to ispomenuo. Kroz takve projekte vjerujem da će nove snage i nekakvi novi umjetnici izaći i promijeniti glazbenu scenu u Hrvatskoj. Neka lokalna vlast ili nacionalna vlast ili donatори, дали сметате да доволно вложуваат во таа квалитетна музика или дали се вложува генерално во квалитетна музика со вредности во Хрватска? Како размислувате? Dovoljno je relativan pojam u ovom slučaju, jer sve može biti kvalitetno. Estradata je skap biznis, ne ili skap projekt? Tako je. Mislim, u estradi i u svemu što se više novaca uloži, to tehnički može biti kvalitetnije. Međutim, još jedanput smatram da je najbitnije da postoji povezanost u ljubavi, da postoji jedinstvo u duhu i kada je tako nešto omogućeno, onda su vrlo lako mogući i vrlo kvalitetni projekti. Da li crkve podržavaju? Pa sve više da. Sve više da postoji, ja bih rekao da postoji društveni poticaj za razvoj takvih događaja, da postoji jedna šira društvena potreba za duhovnim sadržajem, pjesme koje nisu
šund mainstream, već nešto što ima dublji smisao i dublje značenje. Так. Колку, например, од друга страна, па медиумите ги поддржуваат тие духовни вредности кај вас и проектите во однос на комерцијалните, комерцијални продукти, може нели некоја фирма да дојде, да побара, да плати простор и да без проблем добие медиски простор. Но колку медиумите се спремни да ги поддржат тие духовни вредности и да ги промовираат во нивната програма? Ja bih rekao da postoji dovoljna duhovna osjetljivost, ako ne samo zato što želimo društvo promijeniti pa imamo moralno-etičkih razloga, već i zato što Vijeće za elektronske medije propisuje koliko kakvog sadržaja može biti zastupljeno u pojedinom mediju. Samim time i duhovni sadržaj ima svoj prostor i evo to je onda prostor u kojem mi možemo djelovati i djelujemo kroz različite televizijske programe. Така, освен овај Божикен проект кој што го работите, кои други медиски проекти ги работите? Ima nekoliko programa koje radimo na tjednoj bazi. To su uglavnom talk showi. Imamo nešto i, rekao bih, osobnih, obiteljskih ili individualnih priča. Pa su to emisije, recimo jedna emisija koja se zove Moja priča sa Bogom. Emisija koja je vrlo zanimljiva i ljudi je rado gledaju jer su to osobne priče ljudi. Postoji i programi koji promoviraju kršćanske vrijednosti. To može biti kratka poruka od 15-20 minuta, potajbljena sa dokumentarnim prilogom. I onda imamo i ove emisije kao što sada radimo, dokumentarnog tipa, recimo o reformaciji, i glazbene emisije kao što su koncerti. Да. Кај вас реално сметам дека и ZAMP, например, може да го опфатиме и тој дел од разговорот, да објасниме како функционира ZAMP и системот за заштита на тие авторски права во Хрватска. Кај нас се уште тоа е некоја борба, да речам, затоа што доста медиуми, односно музички работници не ги добиваат заслужените финансии кои што би требало да им следат кога се користи нивната музика. Како е состојбата сега во Хрватска во поглед на функционирањето на ZAMP? ZAMP je počeo sa svojim djelovanjem, ja mislim, tamo negdje prije 20 godina, možda malo i više, 25. Na ozbiljan način. I ZAMP je jedan mehanizam koji brine da autori budu pravedno plaćeni za svoj rad. Kada se pjesma emitira ili se izvodi uživo ili se koristi u nekom projektu, ZAMP je taj koji prikuplja naknade i onda po određenim pravilima raspodjeljuje tim autorima. ZAMP je temeljni način zaštite kreativnih prava. Так. Значи, јас имав една ситуација кога авторот на една песна беше на ручек со изведувач на таа песна. Изведувачот му вика: јас со твојата песна направив куќа, затоа што ја користел неговата песна. А авторот на песната му вика: јас одвај преживеав, одвај имам пари за леп, например. Ја напишал неговата песна и нема никаков бенефит од сето тоа. Не знам дали сте ме разумели, ево, потрудичу се да ово испричам и на хрватски. Мој хрватски не е баш најдобар, рецимо, а трудим се да причаме то. Кои се тие најчести предизвиците со кои што се соочуваат организаторите, пеачите и композиторите? Najveći izazov, rekao bi, da je birokracija i nerazumijevanje prava svih autora i izvođača. To je različito. Autor ima svoja prava, izvođač ima svoja prava, oni nisu jednaki. Međutim, problem se javlja upravo onda kada ljudi ne znaju u stvari što treba prijaviti, kome treba prijaviti, na koji način se to radi. Kolokvijalno to se zove glazbene plahtice, određeni formulari koji se ispunjavaju sa brojem ponavljanja pjesama u vrijeme kada je išlo u kojoj emisiji. To je sve dosta bitno znati zato što je to jedini način na koji onda ZAMP ima i druga organizacija koja se zove HUZIP,
prikupljaju informacije i temeljem tih prikupljenih informacija, a onda i njihovih procjena, dodjeljuju sredstva autorima и извоđачima. А го разбираат ли музичарите тој процедурален дел на авторски права? Или само сака да пеат? Извоđачи, дали разуме онај процедурални дел што треба да обраде, или само они хоче да певају, а не разуме како да се заштите? Pa uglavnom to i nije posao onog koji izvodi ili koji je autor, to uglavnom rade oni čiji su djela u stvari korištena. Dakle, to su ili nekakve medijske kuće ili radijske postaje. Na kraju krajeva to mora raditi i najobičniji kafić. I kafić isto tako mora plaćati zampu, međutim postoje paušali gdje bi posao prikupljanja informacija za zamp bio toliko složen da bi u biti htjela posebna osoba samo da taj posao odrađuje, pa je onda zamp donio odluku o paušalnom iznosu koji plaćaju onda takve manji kafići ili restorani ili ne znam, mjesta gdje se izvodi glazba, a jednostavno ne postoji mogućnost da se produkcijski isto to prati. Так, ќе направиме уште една пауза тука, ќе погледнеме и втор дел од божикните концерти, затоа што и следното мое прашање точно поврзан со божикните концерти кои што ги изработувате, и еве да доловиме уште еден исечок од она што го правите како целосна продукција во Хрватска. Dođimo svi proslavimo, radost rođenja spasamo, nadu koju imamo, Isus nam je ostavio, glas podižemo, zapjevamo, ka ljubavi, on je Emanuel. Little did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you've delivered will soon deliver you. Oh, Mary, did you know? Jesi znala da je dječak tvoj gospodar sveg stvorenja? Jednog dana on će zavladati nad svim narodima. Jesi li znala da je on janje nebesko, to uspavano dijete, središnji je Bog. Еве не повторно во студиото, погледнавме уште еден исечок од божикните концерти во Хрватска, период кој што ни следи, прекрасниот божикен период, нели, на постојано божикни убави песни, украсени домови, но пред се би рекол дека пораката на Божик пред се е порака за надеж, за љубов, за милост, она што Бог ни го дава секој ден, во кој што остануваме да се надеваме, да и да ја ширеме, да ја споделуваме таа радосна вест за Божик.
Господин Марио, кога размислувате за иднината, например, какви божикни проекти би сакале да создавате во иднина? Вие веќе го спремате новиот божикен концерт во Хрватска за 2025 година. Што уште поразлично би сакале да видите во, не знам, оваа година или наредните години, да додадете како во програмата дел да биде? Pa prije svega želimo stvarati projekte koji će spojiti tradiciju, sve ovo oko Božića, ali jednako tako i jedan moderni izričaj. To će biti koncerti koji bi bili umjetnički vrhunski, ali jednako tako duhovno duboki. Želimo stvarati nekakav sadržaj koji neće biti uobičajeni, koji neće biti već viđeno, već nešto što ljude potiče na dublja pitanja, nešto što u ljudima stvara osjećaj da trebaju znati više i nešto što u biti traži svega, nešto što traži dublji smisao iza blještavila i iza svog ovog svjetla Božića. Која би била вашата порака, например, до младите уметници кои сакаат да создават квалитетна музика и музика со вредности, затоа што музиката која што е за Божик, која што се пее за Божик, има посебна своја духовна вредност, посебна тежина, посебни вредности, но што уште младите уметници кои што сакаат да создават музика би им препорачале како да ја создават таа музика со вредности? Budite hrabri. Nemojte se ustručavati reći ono što stvarno osjećate u svojoj duši. Ne pristajte na kompromise. Budite autentični. U svemu što radite, tražite dublji smisao. Molite, tražite, istražujte, stvarajte. I u svemu probajte da ono što radite, ne radite za sebe, već da radite zato što želite promijeniti i utjecati na druge ljude za dublje duhovne vrijednosti. Така. Дали имате и посебен омилен репертоар на песни, кои што, не знам, сакате да си го пеете дома, во куќа, со фамилијата, некои омилени песни, божикни, или други песни исто ваши омилени, кои би ги одвоиле? Teško je izdvojiti jednu pjesmu u božićnom repertoaru. Ima puno lijepih, ja obično volim himne. To je onako jedan klasičan, tradicionalni pristup u Božiću. Meni te himne i kao glazba i kao riječi imaju najdublji smisao. Така. Драго ми е вака што ви имаме за гости, нели, соработник во овој медијски проект кој што го реализираме во Македонија, нели, со Импакт Радио, каде што имаме 24/7 музика, со интернет страниците кои што ги имаме, младите кои што се вклучени тука. Верувам дека сите овие активности, посебно каде што имаме тематики со духовни вредности, ќе бидат значајни за сите нив и верувам дека искуството кое што го носите и вие како медијска организација би можеле дел од сето тоа искуство да пренесеме и кај нас во Македонија. Каде уште имате активности со вашата медијска организација во регионот и во кои држави? Osim u Hrvatskoj, Да. Osim u Hrvatskoj glavna priča je u stvari Impact Media. Osim u Hrvatskoj. Međutim, naš televizijski signal putuje po čitavoj Europi. Tako da je teško pratiti koja država sve prati, a koja država sve ne prati naš televizijski program. Кога ги гледате божикните концерти, например, од една, не знам, Германија, Шведска, како ќе се споредите Хрватска во квалитет или, не знам, во продукција? U odnosu na dostupni budžet mislim da je ovo prilično dobra produkcija. Така. Mogla bi svakako biti puno bolja, ali u tom slučaju bi to zahtijevalo puno veće financije. Имате некој репер кој што сметате да е узрок или пример за добра продукција божикен кој што би го... Например, кој ќе спомне Божик, јас во Виена ми е омилен или божикниот маркет и дава за мене пример како треба да изгледа еден божикен маркет или нели отворен пазар, Виена или Страсбур. Но еве за божикен концерт, имате ли некоја продукција која што ја пратите, која што ја следите, која што мислите дека може да ја посочиме како... Pa ne baš, evo moram priznati da i ovaj projekat je nekako proistekao iz jedne želje da ono što se već radi, što već postoji, pokaže drugim ljudima isto to.
Ovo je jedinstveni projekat, kao i sve ostalo. Zato sam i naglasio, budite autentični u onome što radite, a budite opet izvorni. Pratite svoje srce i ono što Bog stavlja na njega. To prenesite drugima. Колку луѓе стојат во продукцијски оддел кај вас во Божикнијата укупно? Koja je cijena? Не, колико укупно људи стои изад продукција? Ako radimo live prijenos sa reportažnim kolima, to uključuje 9 kamera, to uključuje tim otprilike 30 ljudi samo u tehnici, plus zbor je još jedno 40. Evo, otprilike tako. А постои ли интерес кај младите да бидат вклучени во овие продукцијски? Посебно сега технологијата кога е, нели? Da, ima jako puno mladih ljudi koji su dio našeg projekta. Ние од тука ќе ви пратиме некои млади на обуга тогаш, верувам. За крај на овој разговор, која е вашата лична божикња порака еве до нашата публика? Затоа што Божикниот концерт ќе видиме и сечоци тука, ќе пренесеме дел од атмосферата. Верувам дека и во наредниот период ќе поканиме, еве најавувам и за нашите гледачи, луѓе кои што ќе отсвириме дури во нашето студио Божикни песни, ќе ни биде на вистина чест, затоа што декември нас ни е посебен месец со јубилеи. Еве и драги гледачи, ќе искористам прилика да ви најавам 3 јубилеи кои што ќе ги одбележуваме. Тоа е 20 години од како ја основавме Impact Net фондација, 25 години од како го основавме детскиот парламент Велес и 30 години од како функционираше една забава детско шоу Кукаманга, и по тој повод еве промовирам официјално, ќе ви најавам дека ќе ни следи една детска продукција со еден тим од Велеш кој што се уште го создаваме, и ќе се појавиме наскоро во почетокот, односно крајот на 25-та, почетокот на 26-та година со еден медиски проект посебно за деца. Пред се од Велес ќе почнеме, потоа како ќе се одвиваат работите, ќе ви најавиме еве промотивно во овој подкаст, значи најавувам дека ни следи еден голем медиски проект, Кукаманга го крстивме повторно за новите генерации. Извинете, ова беше надвор од овој контекст на разговор. Морав да најавам 3 јубилеи имаме оваа година, посебно од декември во наредните месеци кои што ни следат за нашата организација. Па еве повторно еве за крај на овој разговор, која би била вашата лична божикња порака до публиката? Evo, ja vam želim Božić koji donosi mir u dubini duše, Božić koji vraća radost, toplinu, ono istinsko zadovoljstvo, i neka vas Isus koji se rodio u tišini blagoslovi svakim dobrom, da vam da poniznosti, ispuni vas ljubavlju za bližnje, da budete dar jedan drugome svojim darovima, svojom riječju, oprostom i svojim osmijehom. I ne zaboravite, Bog je bliži nego što vam se čini. Čestit Božić и среќна нова година. Ова беше супер. Да ни останете уште некој ден во Македонија, ќе биде и подобро и на македонски јазик. Но верувам дека и ова сето што го разговаравме беше лесно за разбирање, за нас е барем полесно да ве разбереме. Ми беше навистина особено задоволство да ве имаме во нашето студио. Тука проект кој што го развиваме со младите позади камерата Димитар и останатата екипа на млади кои што ги имаме, Александар, Марко, Андреј, Лука и останатите што се вклучени во фондацијата. Со ова би ви се заблагодарил уште еднаш за вашето учество. Верувам дека ќе ве посетиме и ние во Хрватска, ќе видиме и на лице место како сето тоа го продуцирате. Не спомнавме, имавте еден интересен проект, извинете сега вака дополнително, може да споменеме ако имате во поглед на доктор Чарлс Стенли, имате доста активности. Може ли да најавиме некој или да споменеме? To je još jedan od projekata koje radimo. Ta emisija ide sada već 7. godinu za redom. Emitiramo je na trenutno 4 televizije u Hrvatskoj. Ide 2 puta tjedno, dakle 8 prikazivanja, i one su tematske, a i prigodne. Tako da evo, za ovaj Božić također pripremamo jednu emisiju koja će biti baš prigodnog sadržaja. To može da se prenese во Македонија како продукт или? Sa pravima na prikazivanje može, da. Так.
Че интересно ќе биде за овој подкаст, може да го разгледаме и после подкастов. Било би добро. Так. Драги гледачи, ова беше наше ново издание. Со овоја заокружуваме денешната емисија или подкаст. Влегуваме во период на како се би рекол, божикња магија, период кога срцата полесно се отвараат, а светлината на Божик почнува да трепка околу нас. Пред нас е време на мир, на надеж, на очекување, време каде што ќе се потсетиме на вистинските вредности, на убавината што ја носи овој празничен дух од Божик. Би рекол, камо среќа Божик секој ден, или да го живееме. Останете со нас и во наредниот подкаст. Ви ветувам во наредните подкасти во декемвриското издание дека ќе ја откриваме се повеќе на божикња атмосфера, приказните што инспирираат, музиката која што носи светлина. Не очекува на вистина еден божикен прекрасен период пред Нова година, период кој што ќе биде исполнет на вистина и со интересни гости, кои што ќе ви ги откриеме неделно, секоја недела нареден нов интересен гостин. До следното гледање, што се вели, до следното слушање, нека вашите срце останат исполнети со топлина и со радост, и останете да не гледате и останете да слушате Импакт Радио, каде што имаме 24/7 музика, без вести, без досадни информации или без политика. Останете ми во добро и се гледаме во наредното издание на Форум Импакт.